Однадвор. Заврши уште еден вообичаен понеделник во Скопскиот кривичен суд. Но внатре брифираат повеќе судии. Ситуацијата врие. Причината е новиот годишен распоред со кој десетици судии чекаат прераспределување во други одели. Најдобар показател за незадоволството е што, според кредибилни извори, барем 20 судии од Скопска единица одлучиле да вложат жалба на новиот распоред. Ако се знае дека во овој суд има вкупно 67 судии, тоа значи дека речиси 1/3 од делителите на правдата решиле да се спротистават на одлуката на раководството на судот да работат во друг судски оддел. Судии кои инсистираа на анонимност велат дека се жалат на распоредот по повеќе основи. Например, дел од нив сметаат дека не е почитуван членот 39, став 4 од Законот за судовите кој гласи: распоредот на судиите се врши водејќи сметка за определбата на судијата за специјализација по кривична, граѓанска, стопанска, управна и друг вид правна област. Други судии велат дека распоредот не ја почитува законската обврска која вели дека судија не може да биде преместен од еден во друг судски оддел против неговата волја. Такво нешто може да се направи само со претходно мислење од Врховниот суд, зашто нема информација дека е побарано. За трети, спорно е што новиот распоред се носи на крајот на февруари, а во судскиот деловник се вели дека председателот на судот најдоцна до 31 декември во годината за следната година го утврдува годишниот распоред за работа на судот. Во кој судски оддел ќе судат незадоволните судии од почетокот на следниот месец, кога би требало на сила да стапи новиот распоред, ќе зависи од нивните колеги и комшии од Врховниот суд. Одлуката ќе се носи на општа седница, за секој случај поединечно, веројатно во четврток. Но и во Врховниот суд не владее мирна атмосфера. Во истиот ден, како и во Кривичниот суд Скопје, и таму беше донесен нов распоред. Неофицијално има најмалку 3 врховни судии кои поднеле жалби. Официјално, од таму не добивме одговор ниту за бројот на жалби, ниту пак кој ќе одлучува за нив. Кои ќе бидат последиците ако поминат новите распореди? Дани Илиев беше председател на Врховниот суд од 2004 до 2008 година. Бројот на приговори бил минорен во однос на ова сега што се случува и во Врховниот суд и во Основниот суд Скопје. Според него, првиот удар ќе го осетат граѓаните. Ќе дојде до застарување на предмети, огромни предмети ќе мора да почнат одново и Закон за кривична постапка, ако збориме конкретно за Основниот суд Скопје 1, налага обавезно почнување на повторна распора пред друг судија. Сето тоа ќе доведе до нови трошоци, како за судот, така и за странките. Трошоци за полномошници, за адвокати, за трошоци на оштетените. Кога сето тоа ќе го соберете во бројка, тоа изгледа фрапантно. Последици ќе има и врз самиот суд. Внатре односите ќе бидат недобри. За Илиев, најспорно е што распоредите во Врховниот и во Скопскиот кривичен суд ги донеле председатели кои се вршители на должност. Функција која според него не постои во регулативата. Според мене најдобар излез е да се врати состојбата. Овие распореди вршители на должност да ги повлечат и да се чека изборот на председатели на судови. Тие се едино легитимни и легални што треба да направат распоред за работа на судовите по опсежна анализа на она што каква е состојбата во судот. Кој број на предмети, колкав е бројот на предмети, што значат тие предмети, колкав е бројот на судии. Во текот на годината дали ќе има одлив на судии, дали се очекува поголем прилив на судии, овие распореди да се повлечат како би и вршителите на должност што ги именуваат избегнале своја лична одговорност. Зошто воопшто се донесоа двата нови распореда, јавноста слушна во изминатите денови. Според Скопскиот кривичен суд, се е во функција за ефикасно работење на судот, а пред се да се задоволат потребите на граѓаните. Поинаку мисли специјалното јавно обвинителство.
судот со начело со ВД председателката се трудат да адаптираат самиот распоред на суди за да ја абсорбираат и работата на ново обвинителство. Сите бранувања во судството веројатно нема да стигнат барем до изборот на нови председатели во Врховниот и во Скопскиот кривичен суд. А и таму работата е заплеткана. Во единицата, двајцата кандидати за председателското столче веќе подолго време се во отворена војна. За Татјана Михајлова, ВД председателката на судот кој го осуди интересот на медиумите за годишниот распоред, се појави писмо од 2006 година, испратена до владата на Никола Груевски. Тогаш како адвокат, Михајлова обвинува 5 судии за нестручно и незаконско работење за предмет кој го водела и ја советува извршната власт да не направи грешка за да ги реизбере во судскиот совет. За мотивите на писмото и нејзиниот став од денешната позиција на ВД председател, став побаравме од Михајлова, но нашите прашања останаа неодговорени. Во непријатна ситуација се и тројцата кандидати за прв човек на Врховниот суд. Жалбата на судиката Лидија Неделкова за оценувањето на судскиот совет при изборот на председател заврши пред нејзините колеги. Неофицијално, предметот паднал кај вториот кандидат за функцијата, Јован Вангеловски. Па тој побарал иземање од ВД председателката Снежана Бајлозова. Но бидејќи Бајлозова е исто така кандидат, и таа се иземала да одлучува за иземањето на Вангеловски. Официјално, 360 степени побара став до каде е постапката, но не добивме одговор. Тој ќе биде јасен според развојот на настаните во следните неколку дена.